Дали може овие малите слики, што ги имаме, ова се фотографии од нашите кариери. Љупчо Марковски чири со мене пред 100 години. Со Ѓоко Хаджиевски. Што сакаш? Да ги наредиме на ова и да ги урамиме. Врти случаи каде и да заглавиш низ нашево Скопје, ќе сретне човек кој го сакал Вардар и кој се уште го сака и кој ги кажува своите животни приказни поврзани со црвено-црната боја. Овој пат, доуредувајќи го студиото на продукција Скок со фотографиите од историјата на Скок и она што треба да биде интериер на нашите гости, позитивно налетавме во стакларската работилница лоцирана до славната сладкара Апче, во центарот на Скопје, во славното Дебар Мало. Изборуваме со господин Тони Лазаров, вардарец во душа од 60-тите години од минатиот век. Нема вардарец кој не се сеќава на најголемиот успех на Вардар, победата во Купот на Југославија, освојување на пехотот на Маршал Тито. Господин Тони Лазаров е жив сведок на тој надпревар и еве како низ неговите зборови, низ неговото објаснување ја објаснува радоста од голот на Мирко Илиевски и славието на вардаровите навивачи и како славниот Златар Зев, навивачот на Вардар, ги спасило од полицискиот пендрак. Прво, Мирко Илиевски, страшен играч, не раѓа Македонија. Спасовски не раѓа Македонија. Ама тие не играва за Звезда и Партизан. Играва Раднички, ништо отиде Илиевски. Овој отиде во Загреб, се врати. Страшни играчи, страшни. Сега го изабрава. Држи голата му. Илиевски играше во финалето Купот кога освоеше. Он го даде гол, да. Абе ние од одека навивачи. Ми сежи кожа. Навивачи. И сега Тито Пехар го почеме полиција да бркаше таму, тепавме, Ваја го тепавме. Да. И прваци на ГУП, на Југославија. Маршал Тито Пехаро, да. Абе нешто страшно нешто. Масакар таа. И ова нивната улица, како се вика таа, не знам како се викаше. Главна улица што е, па може 10.000 души бе книги. За Белград збориш? Белград. Теразија, И Теразија. почва Теразија, ама почва да не полиција да ма. Ама ние Тито Пехар имаше еден Зев Златар, кој заљубен беше у Вардар. Он начало со Пехарот, Тито Пехар и мене питнава. И после се развоивме, не е битно. Това, и ако беме шампиони па не го ставија. 186 збори со Дончо. Да не може да ти опишем. Абе тоа не е. Ја дека Дончо си му слушал, Дончо. Кога дојде Саја дојде тука. Знае кај сум што сум. Се дојде тука и ми вика, абе, брат, вика, што мој времења беа вакви такви. И преме историја. Така се еволуцира, убаво му е на него да се почне. И плаче и он плаче. Он се убедеше. Он тоа почел, вие сте комици. Која е Звезда, бе, која е Партизан, бе? Тие се камења, абе, тие се вакви такви. И тогаш сватив дека тебе психолог да има у тимот. Значи да ги припреми психички. Да ги крене, да ги дигне, да ги... Абе, он знаеш. Да верува дека може да победи. Знаеш. Имаше еден период кога рече, од моја Панчев. Абе, сега не сум дал 500-600 гола, колку дал, дека он дал 100 гола. Он е најдобар стрелец во историјата на Вардар, Дончо. Он би се фали ова. Него, отидеше Спасовски, он доби, како се га првак да стане. Ма, Мето Спасовски кој играл лево крило, играл и Џајич, играл и Скобла, тоа е конкуренција. Кај ќе пробиш? Мето Спасовски те гледа вамо, он е лево крило. Да. Па един до сега не сум видел некој отрча и те гледа тебе и со десна нога ти тренира. А сите очекуваат лева. Да. Он со десна. Страшен мозок беше тој. Вардаровите навивачи, оние верните, се служеле со многу нешта, измислувале 300 чуда за да му помогнат на својот Вардар. Една од тие работи е поврзана со Божјата помош, со молба за успех на Вардар, а ја кажува Тони, поврзана со попот кацарскиот Берово, исто така голем навивач на Вардар. Одлична карта. Одлично паѓа. И поп имавме, пази. Овој што од Берово еден поп, како се викаше? Кацарски. Добро. Дошо нас. А губи Вардар, и се свртек, абе, мајко, ти гам пејгам. Вика го Господе, не помогне. И така работи, ама. Ја мислиш дека го знам. Попот да пее.
Не, Господе Боже, Помогай. мили се. Ме стварно помагаш ти, мајко ме. Од 9 години, да ги дам 5 комада му бутна до тебе. Ама таму па и дадија, со Листоманов, обавезно со мене. Листоманов без мене не може. Со поштење на моче. Како ти е сега чувството за Нема вас? веќе, ја, нити сам еден играч не познам. Не одиш Нема, на фудбал, изгубено тоа, готово. Не одиш на Не, фудбал? ќе се вршарам. Ќе се Не одиш на вршарам. фудбал, никога не си бил. Боже, сачува. Сега гледам не? Од Ливерпул. поодамна или од скоро не Ма одиш? уопште од Вардар цркна, не ме интересира више. Да ми игра со Шкендија, со Мендија, ајде. Не бил. Не иде, не ми личи. За Не си година. единствен. разбирам. Знаеш, председник си е албанец, става и мора да тепа, овој да тепа, пенал. 350 чуда се прави. Абе, ајде, Не бил. добро. Зборувајќи за Вардар, зборувајќи за неговата историја, зборувајќи за сите овие луѓе кои ги има во оваа книга и сите успеси на Вардар, со господин Тони Лазаров стигнавме и ја начнавме и неговата спортска кариера, неговото активно учество како джудист, македонец од Скопје во рамките на тогашна Југославија, каде што имал изворени успеси, каде што ги победувал своите противници на тогашните државни првенства. За нешто повеќе од ова, како и за спомените за професорот Атанас Кајчевски, професор на боречки вештини на Факултетот за физичка култура во Скопје, во овој мини прилог на Тони Лазаров. Репрезентативец на Југословен македонец. Спортист на година бирал за джудо. У джудо бе бројали. Славко Обадов од 10 борби, 9 го тепам. Ама и не сум Србин. Го тепам него, а не сум. Обадов тој беше добар. Олимписки шампион стара. А ја го тепам ко Магаре. Војводена беше тој така? Ма го тепам ко Магаре и жена му најдов и све. И кога дојде го тепаме и са те бидем, тој Мураками не тренираше во своја репутација. Вика, детето те дојде на Олимпијада. Да, него се. И му викаме, Едвард Бесак беше ту, викам, Едвард. Ма го тепав човек, викам, пичко, Го победен на државно првенство. Од 10-9 го тепам. Борби. Тони, негов тренер е викал, теко живи, викам. Он е Србин, ти си македонац, Хрватот ми вика. Ти си мога, ко те јебе, ми вика вака, со поштење. Ше не бев на Цвери, ја бев у Лутовац имаше доктор, ја бев инженер, полусредна, средна беше Кајчев, овој не Кајчевски, него беше Цедо. Теофиловски седо. Средна. На комунална хигиена директор што беше? Гангстер, криминалец. Овој Кајчевски директор на како се на вежбање таму. Професор на ДИФ, не На беше ДИФ, професор. И декан беше и така дај. Декан. И Петко беше тренерот наш. 5 души идевме ние со негова кола на човеков што од Загреб доаѓа да носи да се бориме. Немаш представа какви тоа маки сме имале ние. И само че Се за джудо збориме. Оти Джудо. Кајче од каратево ја го знам Кајче, зошто од джудо? карате, он Боречки кој спортови, Кајчевски предаваше боречки спортови. Ај джуди И бокс, предаваше он беше и боречки боксер. спортови, Бокс, Абе точно. Кајче кога ги збркам, не знаете, тебе еден ден да се има ви кажа. Види, кога ги збрка него грциве, 48, они дојде. И ги дојде се у домец, имаше домци поред Вардар. После железниčki мост имаше десно. И ба, учевме заедно Македонинови. И ја ке мене дома јадење, пиење, све. Татко ми ги жалеше, не, десет ова. Он и брат му останава, едниот брат останава у Грција. Татко му го иселива за избегал, кој знае како избегал во Австралија. И За мајка му Полска, на Кајче зборам историја. така за на Кајчевски. Страшно нешто. Ја ноѓаат, мајка му ја чуваат тука. Деца, двајца заврши факултет. Ноѓе татко му после 23 години овие татко. Се отерео со плеко и дојде. Пази се. Двата сина и од Грција го најдоа 3 сина. Мајка дојде од Полска и татко го најдоа во Австралија. Се дотеа човекот умрел на аеродром. Еј, Без да направат. Па не ја видел никој. Еве сад не ноши. Еј. Не ја видел мајка му, не ги видел децата, тите сина го Ама чекаат. во е, Тите сина го чекаат, нешто тоа е Тони, страшно нешто. во е судбината на картата. Мајка ми е истата судбина има. Мајка ми е роден од Цакон. Страшно нешто. Е.
Истото. Јас сум на Симе Головски. Раселени сите. Јас сум на Симе Головски. Кум. Он беше со мајка ми многу добро. Ја го заебав, негодних дана веднаш тука го уништив човек. Го уништив, знаеш зашто го уништив? Кога се виде овдека. Што направи овдека? Најубавите песми. Беше првенец на Словенска опера, беше на, како се вика, на Белградска опера. На Босна, немаше што не знаеше, нема како песни се раѓа. Он беше Пушти ја умак. песмата. А каде си, не вижда и што сакаш. Што не правевме све? Му е мајка на човек. Го дојде, Народен македонски е него. ма све е негово беше. Што да правиш? Они со мајка ми беа у МАК. Симеон Гогуловски беше у првото раководство на МАК, ако не грешам. Со Гане Тодоровски, со Анте Поповски. И со Перо Мацев. И он беше Оу мак. сликарот, за него не се сеќавам. Уметникот. Он ми е конвенција од мене. Он, сите бе умак. Сите добри. Па мајка ми не ја знаеш Марија Воденска? Па како Она- бе, брат? Ја знаеш како Па да времето лета, добро. У седиштето на Социјалистичка партија имавте маа канцеларија кај градска болница. Све бе, а ја бе второ што турска работев ја. У тој период, ама кога се вратив назад перо, вика, кај си викам ти умак. Јас умак. Ама интелигенцијата најголема беше умак. Така. Најголема интелигенција беше умак. И што да правила? Гангстери, криминалци, уличари, уништи. Средбата и разговорот со господинот Тони Лазаров во неговата стакларска работилница Лазарови во Дебар Мало и неговата приказна за Вардар, неговите успеси и радости, неговата спортска приказна како джудист, неговата приказна како еснав од Скопската чаршија е само модус како скок, неоптоварен, независен, без никакви предрасуди ги прави, ги продуцира своите емисии и ги емитува на нашиот YouTube канал.